Македонија во тема на денот, председателке, ви благодарам што сте со нас. Ви благодарам за поканата. Во својот одговор пред Обединетите нации рековте дека причините за блокадата на македонските интеграции се субјективни, но и националистички. Дали мислите дека во едни вакви услови имаме некакви шанси да напредуваме кон Брисел? Констатацијата со која што го почнавте разговорот води кон тоа дека да, би можело, зошто да не. Ако и Европската Унија се погледне исто така и со широко отворени очи се обиде да види што се случува, може би ќе дојде до исчекор. Впрочем, јас гледам некоја промена. За мене е промена среде Софија да чуете од господинот Антонио Кошта дека се потребни некакви гаранции. Да подсетам на каков подсмев најде тоа мое барање кај господинот Матарела минатата година, па и она што го спомена госпоѓата фон дер Лајен, оклопот. Значи не е тоа веќе нешто што е нормална процедура, туку е консензусот се квалификува како оклоп. Јас не велам дека може преку ноќ да се смени, знам дека е потребен консензус, но тоа е исто така на линија на филозофијата на ЕУ. Оти филозофијата на ЕУ нас не привлекува и сите други. А таа е единство во различности или почитување на националниот и културниот идентитет во тој политички систем како систем на држави, нации и почитување на дигнитетот и интегритетот. Се разбира и домашни причини, јас споменав. Не треба да бегаме ние од причините врзани за копенхагенските критериуми, тие биле за сите, треба да важат и за нас. Меѓутоа, не можете да постигнете исчекор во исполнување на ирационални барања, бидејќи ирационалното нема основ. Тоа раѓа ново ирационално барање. Забележувам одредена доза на, ајде да речеме, дека сте оптимисти на некој начин, во време кога и премиерот најавува дека по нова година може да се очекува некое динамизирање на тој процес. Што може да се очекува по нова година и од каде овој ваш, ајде да го наречеме така, ќе си дозволам благ оптимизам? Не можам јас се разбира пред новинарите да кажувам се што ми се случува, инаку ќе го изгубите кредибилитетот, но бидете сигурни дека не говориме ние напамет. Сигурно дека имало нешто за што сме зборувале, понекогаш дури и нашите предлози биле многу рационално прифатени од Европската Унија, но наидувале на зид на една членка на Европската Унија. Значи, решавањето е не само интерпартес, бидејќи тука веќе има линии, може ние колку сакаме да цртаме криви, прави, коси. Меѓутоа, линиите се исцртани во бугарскиот парламент, не во нашиот. Значи, Бугарија треба нешто да гарантира, не Германија, Бугарија. Значи, оттамо не очекувам не знам што, но исто така има цртежи и внатре во Европската Унија и она на што јас ги подсетувам секогаш европските политичари, а мнозина од нив ми се и колеги, се и правници, велам, добро, ова е политичката димензија, но има и правна. Сега без таа правна основа ЕУ не е ЕУ. Како мислите тоа да го направите? Нурнете се во својата креативност, и вие понекогаш и во безизлезни ситуации сте наоѓале креативни решенија. Се прави некој обид да се цртаат линии во нашиот парламент, црвени во овој случај. Уште пред да го видите предлогот на опозицијата на лидерот Филипче, рековте дека станува збор за апсурден предлог. Сега, предпоставам, веќе го имате и прочитано, видено. Дали останувате на констатацијата дека е тоа апсурден предлог за црвени линии кои што ние би ги граделе во нашиот законодавен дом? Апсолутно. Бидејќи веќе нема црвени линии. Линиите се веќе прегазени или избришани со гума. Она што требаше ние да го сториме, бидејќи
ова не е некој нов предлог, имало пред него декларации неколку и тоа извонредни, една од нив со помош на Ману направена. Очекував јас и се израдував, ама за многу кусо време, дека ќе седнат лидерите на партиите, се сеќавате се една, значи ги закопаа секирите, насмејани излегоа и јас мислев ова е тој моментумот политички кога ќе одат заедно во Брисел и ќе речат, видете, ние веќе не знам колку пати посегнавме по уставни измени, резултат нема. Очигледно не е тоа решението. Уставот се менува, но политиката на соседите кон нас останува иста. Ајде и ние малку да бидеме по моделот на бугарските политичари или по моделот на грчките политичари. Не мора да го менуваме уставот, ама да седнеме и да изградиме платформа на преговори. И да не одиме никаде надвор и со никого да не разговараме пред да повикуваме на тоа. Што мислиме заедно дека е можно, а што мислиме дека е неможно. И како да тргнаа работите. Одеднаш ја видов посетата на лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Брисел и Заратустра зборуваше друго. Тој рече дека е спремен да го жртвува својот мандат само да сме исчекореле. Ама знаете, чекорот треба да биде чекор што не може да запре до Брисел. Ако имате еден чекор, уставна измена и потоа повторно пречка, ништо не сте сториле, само сте го смениле уставот, тоа не е црвена линија. Значи, јас не сум за линии, се покажа тоа играње со линии, јас сум за договор дома. Ние, дали видовте што се случи и тоа, затоа го употребив изразот национализам. Национализмот се случи тамо каде што не смееше, во Европскиот парламент. Тоа не беше говор, тоа не беше слобода на говор. Тоа беше говор на омраза. Сега, не беа застапници на тој говор само најдесните партии, туку сите застанаа за тоа дека се обединиле и го урнале нашиот предлог. Значи, ние не треба националистички да настапуваме, ниту можеме да настапуваме, меѓутоа може надвор со консензус да одиме. Тогаш ќе не почитуваат. Зошто надвор? Не се работи за партиски прашања, се работи за национални прашања. Нешто за што навистина треба да има консензус. Што мислите за идејата за уставни измени со одложено дејство? Дали можеби тоа би бил тој чекор во кој што би се обединило двотретинско мнозинство во собранието? Прво, идејата, јас заради кредибилноста молчев, но еднаш реков дека беше оценета како извонредна. Не е тоа непознат, се чудев на некои, не знам, луѓе кои предаваат политички систем, уставно право, дури при промената на првиот устав, низа од одредбите има подоцна одложно дејство. Со Преспанскиот договор беше исто. Да, тоа е едната димензија, но другата димензија е, кога велам јас национализам, не се во прашање ограничените или нарушените права на граѓаните кои се декларираат како бугари во Македонија. Не. Не е во прашање, бидејќи нивните права, споменати или не споменати во преамбулата, впрочем да подсетам, зборот устав стои по преамбулата, а не пред преамбулата, значи таа не е составен дел на нормативниот текст. Зборот ми е дека тие се заштитени, бидејќи ние имаме во уставот одредби за заштита на правата на малцинствата. Мојот проблем е како може да барате од другиот да го стори тоа што вам ни нормативно, ни фактички не ви паѓа на ум. Во бугарскиот устав нема одредби за заштита на малцинствата,
ама има одредби за заштита на бугарите било каде надвор. Само ние се самоограничуваме во уставот. Велиме нема да се мешаме во внатрешните работи на другите држави. Впрочем и Венецијанската комисија во 2008 година на Бугарија и препорачува да го смени уставот низ призма на оценка на заштитата на малцинските права. Зборот ми е, ако некој ве негира, вели дека не постои македонска нација, вели дека дури не постои ни македонски јазик, а вие велите дека тоа ви е гарантирано, тогаш нешто не е во ред кога се бара вие сега да го смените уставот и под други да ги ставите и бугарите, а тие да продолжат да ве негираат, да продолжат да негираат дека треба да влезете во Советот за малцинства, така само нас не нема во Советот за малцинства, и дури да продолжат да ви го негираат правото на здружување, правото на формирање здруженија и покрај пресудите на судот во Страсбург. Тоа не е наш проблем. Тоа е проблем на Советот на Европа. Ама во најстарата институција членуваат и сите членки на Европската Унија. Како дозволуваат тие да се негираат пресудите на судот во Страсбург, кога и самите се повикуваат не само на повелбата за фундаментални права, туку и за повелбата за Европската конвенција за правата на човекот и граѓанинот, која што пак ја ужива заштитата од Страсбург. Тогаш каде е таа филозофија на владење на право? На стартот сме на изборната кампања. Ве прашувам што посакувате и што очекувате од оваа кампања? Прво шокирана сум од начинот на кој што се водеше пред кампањата, иначе супер кампања беше од сите страни. Локални избори се локални избори, во најголем број држави не ги распишува парламентот, ниту се одржуваат во ист термин. Се решаваат локални проблеми. Кај нас, ај што сите избори се референдум, плебисцит, сега дури и локалните избори. Тоа е себе негирање. Ние велиме дека копенхагенските критериуми ни се најважни, а замислете едно од основните начела да не може да организирате фери демократски избори после колку години, после 30 години. Јас верувам дека и Државната изборна комисија, и општинските изборни комисии, градската и избирачките одбори се способни да го менаџираат добро. Ние не сме добиле од ОПСЕ, од ИХР уште квалификација фери демократски избори, езоповски секогаш се изразуваат, добро менаџирани, добро спроведени, ама сигурна сум дека тоа е можно и добро за сите, и за тие во опозиција, и за тие на власт, што во спротивно ние не смееме, не ќе можеме ни да споменеме копенхагенски критериуми. Председателке, сакам да ве прашам на крајот за односите со диаспората. Бевте пречекана и во Њујорк, бевте пречекана и овде во Детройт. Во вашите говори дури препознав, па дури директно им се извинивте за досегашниот однос на државата, најавивте конституирање на Советот за диаспора. Врти ли Македонија нов лист во односот кон диаспората? Мора да сврти, а се уште не врти. Јас напоменов дека оние држави, мали или големи, што имаат интензивни, тесни, плодни односи со диаспората, се просперитетни и обратно. Впрочем, најдоброто од Македонија е во диаспората. Значи, македонците, граѓаните на денеска напоменав, не мислам само на етничките македонци, ако ме чувте. Значи, граѓаните, нашите македонските граѓани, надвор се компетитивни, доживеав шок на Колумбија универзитетот и потоа вечерта кога организиравме ние средби, кога ние сите зборуваме за вештачка интелигенција, број 1 на Колумбија, професор за вештачка интелигенција е македонец. Знаете колку е тоа болно? Значи, ние им должиме, прво, да ги вклучиме во изборниот процес.
понатаму да ги вклучиме во процесите што ни се случуваат. Тие се докажани, имаат искуство во демократска држава. Не смееме ние да ги гледаме диаспората само низ призма на финансии и добивка некаква. Не, во областа на дигитализацијата и вештачката интелигенција, диаспората е многу потребна. Ова што го направив јас овој пат некако на маргините, треба постојано да го правиме. Сите треба во западноевропските држави да си ја видиме диаспората. Да ја овозможиме, дали преку Советот за диаспора, преку регистарот на луѓе во секоја област, постојано да бидат присутни. Денеска токму таа вештачка интелигенција дозволува да живеете во Лондон, ама да работите и во Скопје. Да живеете во Скопје, а да работите и за Њујорк. Тоа е нешто што е најважно за диаспората. А видовте, се чини дека кога сте надвор, вие многу повеќе во потребата да си го задржите идентитетот, посветувате на нешта што ние ги забораваме дома. Јас вчера, признавам, на ивица на солзи бев, кога го гледав Машкото оро, такво нешто не сум видела од млади луѓе. Многу ми се допаѓа кога еден од најуспешните, господинот Крис Павловски, го видовте, ми рече, и мојот син беше на орото. Тоа што мене ме учеле, и јас го учам. Тоа е она што ме прави посебен. Значи, не само успесите на Рамбл, туку и поврзаноста со домот. Ете, тоа што го вика Вели Бернард, што се може да смените, ама татковина не можете. Председателке, ви благодарам за овој интервју. И јас за интересните прашања.